Почитувани, поминаа речиси 3 години од последните локални избори. Градоначалникот Иван Франгов и ВМРО ДПМН ја побараат довербата на граѓаните со слоганот "Заедно можеме повеќе". И да, точно е тоа. На сите им стана јасно дека заедно само профитираа за себе и фамилијата и со години ја уништуваат нашата општина. Заштитен знак за Гевгелија стана безидејноста, корупцијата, лажните и празни ветувања, самобендисаноста на локалното раководство на ВМРО ДПМН. И после 3 години се уште ги нема долго најавуваните инвестиции. Земјиштето се распродава за помалку од 2 евра по метар квадратен на активисти на ВМРО ДПМН, однапред договорени, наводно, за да се подобри бизнис климата во Гевгелија. А за жал, во Гевгелија инфраструктурата за ВМРО ДПМН никогаш не стана приоритет. Приоритети не се тротоарите, ниту жардинјерите, ниту фасадите. Дури во одредени делови од градот не постојат повеќе ни улици, ниту пак канализација. Очигледно, за градоначалникот, населените места постојат само за избори, кога како кандидат бараше гласови и лажно им ветуваше на граѓаните. Стана градоначалник и ги заборави. И безбедноста во Гевгелија е загрозена. Царува криминалот, корупцијата и рекетирањето на фирмите. Стравот кај сите граѓани е оправдан. Тепачките се секојдневие за високите партиски функционери на ВМРО ДПМН, кои се најлош пример за однесувањето на младите. Во Гевгелија постојат само партиски вработувања. Таквата привилегија ја уживаат само најблиските и најблиското партиско обкружување на градоначалникот, сопруги, шуровци, блиски роднини, за кои непотизмот не постои. Гевгелија, заради неодговорниот однос на функционерите на ВМРО ДПМН, станува стара општина. Младите си го бараат чарето, ја бараат својата иднина надвор од Гевгелија, по бродови, а сега најактуелно во Катар. А што со оние млади кои на 35 години ги загубија своите работни места и тоа само во последната година? Каде тие да го вадат лебот за себе и своето семејство? Градоначалниче, го знаеш ли нивниот број? И навистина, гевгеличани со ваквата погубна политика никогаш нема да ја почувствуваат ветената преродба. Ние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија стоиме на страната на граѓаните. Како одговорна опозиција се спротивставуваме и нудиме алтернатива за погрешните политики на градоначалникот од ВМРО ДПМН. Влегуваме во последната година од неговиот мандат. Не случајно денешната пресконференција ја одржуваме тука, пред зградата на општината, во точно 5 до 12. Граѓаните знаат дека е 5 до 12 и е крајно време за спас на македонските општини од неодговорните политики и функционери на ВМРО ДПМН. Затоа, заеднички со граѓаните, напорно работиме да ја победиме мизеријата, сиромаштијата и безидејноста на функционерите на ВМРО ДПМН. Благодарам.